Во Стопанската комора на Македонија работам веќе 22 години. Почнав во Центарот за европска интеграција, потоа како шеф на кабинет на председателот на комората, па повеќе од 10 години генерален секретар и извршен директор на комората, за да во последните 6 години ја обавувам функцијата подпредседател на комората, но и задолжена за економски развој, инфраструктура и поддршка на извозот и извозните компании. И од кога сум тука, се говори за 3 клучни столба кои што се неминовни за постигнување на економски раст и напредок на економијата, но и конкурентност на нашите компании, а тоа се поголем број на инвестиции, подобра инфраструктура и поддршка на извозот. И секако за сите овие 3 клучни столба заеднички именител е кадарот, односно потребата од добро образование, потребата од кадар кој што ќе одговара на стопанството, се со цел постигнување на сите овие приоритети на нашата институција и неминовна поддршка од државата и државните институции, се со цел заокружување на целиот овој процес на приоритети. Од страна на владата од јуни месец 2022 до февруари месец 2024 година бев именувана за национален координатор за медијација, како експерт во полето на медијацијата, меѓутоа не сама, заедно со мојот тим, членови на Националниот совет за медијација, ценам дека во тој период направивме доста добар исчекор, односно голема промоција на медијацијата во нашата држава. Тоа го говорат и податоците и бројките во извештаите. Направивме над 15 настани за промоција на медијацијата, направивме една голема регионална конференција, се мреживме со многу меѓународни асоциации за медијација, но не сами, со поддршка и на владата, на државните институции, но и на меѓународните институции. Јас би рекла на прашањето што е потребно за успех не на една жена, туку што е потребно за успех на еден човек воопшто, а тоа е пред се знаењето, бидејќи знаењето е најмоќното оружје со кое што човекот може да располага и да ги остварува своите зацртани цели. 90% од успехот на еден човек е знаењето и макотрпната работа, а остатокот секако е дека постојаната надоградба, значи не треба да застанеме само на формалното образование, потребни се дополнителни вештини, дополнителни едукации, да бидеме во тек со сите новини, да имаме поголема самодоверба, да ги цениме вредностите со кои што располагаме, но и да имаме почитување кон останатите. И секако кон сите овие цели кон кои стремиме, потребна е истрајност, издржливост и потребна е огромна поддршка и од работниот тим, меѓутоа и од семејството. Дека успешна жена, според мене, е онаа која што знае успешно да балансира. Успешна жена е онаа која што постојано се едуцира, која што е трпелива, која што е полна со знаење, која што има почитување кон останатите и која што упорно се бори кон крајната цел.